да ставиме крај веќе на забетонираниот двопартиски систем во нашата држава, бидејќи исто се почувствував иритирана кога влегов во салава, одма ми дојде од протокол, кој те прати Мицковски? Не ме прати Мицковски. Можам да ви кажам, за жал, Мицковски денес нема представник овде. Јас не сум неговиот еклантантен представник, заради тоа што јас нема да го поддржам мнозинскиот модел. И за жал, на прагот на изборите, ќе нема други колеги од кај мене од партија, заради тоа што ја ги замолувам граѓаните, не дозволувајте клиентелизмот да владее во нашата држава. Сега моите колеги сите се плашат дека ако поддржат некој друг изборен модел, нема да се најдат на изборните листи и нема да бидат оние од најлојалните кои што ќе котираат на листите. Тука еве сакам и да го повикам и премиерот, бидејќи мислам дека во однос на демократијата во партиите не се разликуваат и ако ветиле една изборна листа, јас ќе ве замолам, бидејќи викате доцна е, јас ви викам време е, анкетите ви го покажуваат тоа, ако анализите покажуваат дека над 40% од граѓаните не сакаат да излезат на гласање, тогаш е една сијаличка која што треба да се запали кај сите лидери на политички партии дека нешто во државава не чини. А што не чини? Граѓаните се изморија од двопартискиот систем. Овде зборам и за македонскиот и за албанскиот блок. Ако за промена на името, што беше едно од најголемите прашања кои што беа нерешливи во државата, се ослонивме на градење консензус меѓу пратениците, сметам дека за ова прашање уште повеќе треба да се ослониме на градење на консензус меѓу пратениците, или тогаш да се собериме, па државава да ја прогласиме за 2-3 лидери или за затворени врати дека ќе се решаваат сите прашања наместо во Собранието на Република Северна Македонија. И затоа доколку сме навистина сериозни, сме 14, можеби 15-16 пратеници, не знам, еве ние треба и да разговараме во нашата пратеничка група, можеби во ВМРО ДПМН има луѓе што размислуваат вака,